Удобна фотелја, уште поудобен кревет, вака некои велат се живее до 100. Меѓутоа, не е така. На овој начин не се знае до кога телото ќе издржи, зашто физичката неактивност убива. Физичката неактивност е во ризик факторите од кардиоваскуларните заболувања преку друг тип на заболување на другите органи и е многу значајна во денешната медицинска наука како момент кој може да го напреди здравјето на човекот. Физичката активност, освен за телото, е многу добра и за психичкото здравје. Апсолутно е докажано дека тоа се позитивни личности кои упразнуваат физички активности. Рекреацијата и под наводници вентилот кој го дава физичката активност секако многу позитивно делува и на психичката состојба на пациентите и на луѓето. Зошто луѓето не си го сакаат здравјето? Тие што не се активни, имат некоја причина што не пешачат, дали се од болест, презафанати со работа, кој е тешка работа, или нон-стоп се на работа, па може и мрзливост. Кој е виновен за ваквата физичка инертност? Дома повеќе спијат, на спање млади имам ја внуци, спие и не спортува воопште. Оние со помалку години неактивноста некако можат и да ја поднесат, но постарите не. Се јавуваат искривувања, спондилози, се склони кон целулит, склони сте на гојазлот, значи на здебелување, за нерегулирање, нередовно регулирање на сопствената тежина. Последиците од физичката неактивност се големи и тие заедно со начинот на исхрана се причина за 70% од смртта. Имено, толку луѓе во просек пред време го завршуваат животот како резултат на срцеви и мозочни удари. Променете нешто и излезете од дома. Пролете ви треба здравје.